Нова тема со нов соговорник кој што веќе ни пристигна во студиото 3 на Македонската телевизија, тема која што е актуелна и апсолутно не засега сите. Имено Сдруженијето Заедно посилни со иницијатива за законски измени кои што ќе обезбедат заштита на личните податоци во електронските здравствени системи. Велат, сите податоци на сите пациенти не може да бидат отворени за сите здравствени работници подеднакво. Колку ова барање е оправдано, што можеме да очекуваме од законските измени и каква е реакцијата на институциите чија работа е тесно поврзана со заштитата на личните податоци, е тема на која што наредниве минути дискутираме со Атанас Аврамов од Сдруженијето Заедно посилни. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Ајде така и да започнеме. Од Агенцијата за заштита на лични податоци велат дека податоците во здравствениот систем се безбедни, но она што ме интересира за старт на разговорот е какви се вашите искуства и како вие моментално го оценувате мој термин во контекст на заштитата на личните податоци? Па можеме да кажеме дека управата за електронско здравство има вградено некои одредени механизми кои што да кажеме дека безбедноста е на солидно ниво во нашата држава. Меѓутоа, бидејќи станува збор за дигитална ера, никогаш не можеме да зборуваме за 100% безбедност на системите. Меѓутоа, од гледна перспектива на законите и на вградените механизми, можеме да кажеме дека безбедноста е на солидно ниво кај нас во земјата. Тогаш каква е нивото на свесност на здравствените работници кои што во контекст на заштитата на податоците на пациентите? Не можеме да генерализираме во однос на здравствените работници за тоа каква е свесноста, меѓутоа можеме да кажеме дека од наше искуство се покажало дека здравствените работници имаат ниска свест односно тоа на приватноста на пациентите. Тука станува збор за ситуации кога пациентите односно диагнозата на пациентите биле дискутирани во ходник или во присуство на одреден друг лекар кој што не бил вклучен во лекувањето на пациентот, или повеќе пациенти биле примени во ординација каде што се дискутирала диагнозата на еден пациент и така натаму. Така што има одредени моменти кои што да кажеме представуваат прекршување на Законот за заштита на права на пациенти. И во однос на правата на пациентите и заштитата на нивните лични податоци, велите бараме законски измени, бидејќи не може сите податоци на сите пациенти да бидат достапни за сите здравствени работници. Што подразбирате по тоа сите здравствени работници? Кои се тие здравствени работници кои што имаат пристап до податоците на нас граѓаните како пациенти? Во моментов има подзаконски акт кој што го носи Министерството за здравство. Тој подзаконски акт го регулира пристапот до медицинските податоци и во тој подзаконски акт се прави разлика помеѓу лекар и медицинска сестра, односно или медицински брат. Под лекар се вклучуваат иматичните лекари и специјалистите, значи секој има пристап до сите оние податоци кои што се ставени во мој термин. Во однос на пристапот, нашето залагање и во однос на стандардите на Европска Унија е дека обработката на личните податоци, особено податоци кои што се од посебно значење, како што се медицинските податоци, треба да бидат обработени во неопходен обем. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да имаме пристап до онолку податоци колку што ни се потребни за да можеме да дадеме одредена услуга. Ќе дадам одреден пример, одредени здравствени информации во однос на пример ќе земам ХИВ, може би да не се потребни на офталмолог при редовен преглед. Додека диагнозата на диабет и тоа како е потребна на офталмологот. Тие се одредени нивоа на пристап во однос на тоа каква специјалност, од каква специјалност доаѓа лекарот до тоа што му е потребно во однос на диагнозата. И искуствата од Европска Унија го покажуваат тоа. Го имаме примерот од Словенија, каде што тоа детално е регулирано. Кој беше мотивот за да ја покренете иницијативата? Имаше одредени конкретни прекршувања на правата на приватност на пациентите или? Апсолутно. Значи, проблемот, односно предизвикот би го наречал повеќе, е поделен на две нивоа. Едното ниво е кога докторот апсолутно има право и односно треба да гледа одреден податок во самото досие, меѓутоа како што кажав, свесноста тука кај здравствениот работник
не е голема во однос на приватноста и ја обелоденил одредена информација од неговиот систем. Другиот дел е оној дел кој што имаат пристап до оние информации кои што не би требало да имаат пристап и резултирало со дискриминација. Ќе дадам еден пример. Пациент со ХИВ се упатил на обична анализа спермограм кај една од нашите поликлиники. Специјалистот кој што апсолутно треба да го направи само анализата и не треба воопшто да ја толкува, го гледа тоа од досието и не му ја дава услугата. Значи, за потребите на таа услуга, специјалистот нема потреба да го види тој податок, бидејќи не му е до интерес да ја даде здравствената услуга и доколку не би можел да го види, не би можело да се случи дискриминацијата. Врз основа на ова што го кажавте, дали таа отвореност на податоците да остава простор за стигматизација или дискриминација врз основа на тоа што секој може да ги види? Во одреден момент, доколку податокот е апсолутно важен за да се даде здравствената услуга, Во ситуацијава не бил, така? Да, во ситуацијата не бил. И тука се случува таа отвореност, односно достапност на податоците да резултира со дискриминација. Меѓутоа, тој дел го гледаме повеќе од дискриминација, односно нееднаков третман. Кога станува збор за личните податоци, апсолутно треба да се регулира порестриктивен пристап до медицински податоци, заради тоа што обработката треба да е во неопходен обем, согласно стандардите на Европска унија. Каква беше реакцијата на вашата иницијатива и од здруженијата и од институциите, но и од професионалците во здравствениот систем? Значи, ние имавме поддршката од Управата за електронско здравство кога правевме анализа на пракси во Европската унија како го регулираат ова прашање. И они беа отворени и за соработка, и за разменување на мислења, ставови и така натаму. Ние имавме еден консултативен состанок на кој што беа представени тие две анализи, на кои што имаше мноштво чинители, Министерство за здравство, Управата, Агенцијата за заштита на лични податоци и така натаму, во кои што се согласија дека да, пристапот до медицински податоци треба до некаде да биде ограничен под услов тоа да биде направено врз однос на медицина базирана на докази. Тоа значи дека не можеме ние правниците, а меѓутоа и не би сакале реално, да регулираме пристап без при тоа сериозно да се ослонеме на мислењата на лекарите. Што ви кажа од Агенцијата за заштита на лични податоци? Агенцијата за заштита на лични податоци го препознава проблемот. Ние имавме и мноштво состаноци претходно, пред да започнеме со проектот и со иницијативата и рекоа дека да, обработката треба да биде во неопходен обем и дека тоа е прашање на кој што здравствените работници и здравствениот систем треба допрва да работи на проблемот. Ајде да видиме што велат и во живо. Имаме Симона на второто, односно третото линковско вклучување, тесно поврзано со оваа тема. Симона, разговараш со Емилија Гиновска од Агенцијата за заштита на лични податоци. Што велат тие во однос на иницијативата на Сдруженијето? Постои ли некаква можност во овој систем здравствен, каков што е во моментов поставен, да има злоупотреба на податоците на пациентите? Благодарам, Кристина, за најавата и ние се надоврзуваме на разговорот во студио со Емилија Гиновска од Агенцијата за заштита на лични податоци токму на таа тема во однос на самата дигитализација и промените можеби кои што треба да се направат, но еве Емилија ќе започнеме со првото прашање во однос на тоа колку моменталните, односно постојните закони се доволни на некој начин за соодветна заштита на личните податоци во здравствениот систем. Да, значи Законот за заштита на лични податоци, нашиот закон, е целосно согласен со општата регулатива на податоците на ЕУ, така наречената GDPR. Значи, нашиот закон представува една стабилна рамка во однос на заштитата на личните податоци, а тоа ги опфаќа и чувствителните лични податоци, како здравствените. Но во однос на значи, дигитализацијата во здравството, значи, потребно е да бидат усогласени и тие закони, така што за да може да бидат применети технолошките решенија, како например во процесите на дигитализација на здравството. Поради тоа потребно е да бидат усогласени сите закони, исто така треба да биде подобрена координацијата помеѓу институциите и секако барање на мислење од агенцијата. И на тој начин значи ќе бидат преземени сите мерки во однос на безбедноста на здравствените податоци во нашата земја. Од
вашето искуство досега, како ја оценувате безбедноста на здравствените апликации во однос на заштитата на личните податоци? Треба и тој дел да се подобрува или сметате дека до некој одреден степен се веќе заштитени граѓаните кои што ги користат тие апликации за закажување термини и комуникација со специјалисти и доктори? Така, безбедноста на здравствените апликации зависи од начинот на нивниот развој, одржување и управување со податоците. Агенцијата наоѓа на слабости во тие апликации, например во однос на недоволно криптирање на податоците, слаби политики за пристап до податоците, значи и други во однос на други работи. Например, за тоа агенцијата инсистира да биде направена прво проценка на влијание врз заштита на личните податоци, што често фали. И исто така потребно е да биде значи воведена и технички интегрирана заштита, и секако и од контролорите, односно здравствените установи, се бара да прават редовни безбедносни проверки на овие апликации и така во таа смисла би била заштитани правата на граѓаните кога се обработуваат нивните здравствени податоци. Може би едно од главните прашања во однос на здравството и заштитата на личните податоци таму е што вие како агенција превземате како чекори за да не бидат достапни тие лични податоци достапни за секој доктор и секој да може да ги види туку баш одреден специјалист или одредена потреба која што има пациентот, па во тој дел кои се активностите кои што веќе ги преземате. Така. Значи прво еден како конкретни чекори, агенцијата во февруари оваа година учествуваше на консултативен состанок за заштита на личните податоци во електронските здравствени системи, организирано од Сдруженијето Заедно посилни и од Управата за електронско здравство. Значи, на овој состанок беше дискутирано регулативата во нашата земја во однос на заштитата на здравствените податоци, понатаму примери од земјите на ЕУ членки, и во однос на кој начин ние можеме да земеме од кај нив примери со тоа што да бидеме усогласени со законодавството на ЕУ и со тоа се подобри заштитата на личните податоци, на медицинските податоци во нашата земја. Ако едно од други конкретни чекори што ги преземаме е спроведување на супервизии во здравствените установи. Че агенцијата спроведува супервизија, да го провери дали имаат воспоставено контролиран систем за пристап до личните податоци. Потоа, по завршување на таа супервизија, агенцијата дава задолжение во однос на нивниот воспоставен систем за заштита на лични податоци, понатаму во однос на пристапот до личните податоци, им дават да ни се задолженија во однос на имплементирање на системи за логирање и системи за следење на пристапите. И се тоа со цел превенција да нема неовластен пристап до нивните здравствени податоци и секако и заштитата да биде зголемена на тие податоци. И сега колку граѓаните се свесни пак дека постојат злоупотреби и потребна ли е поголема едукација на населението со цел да бидат свесни дека пред се и самите треба да пристапат кон заштитување на своите податоци, а потоа и да се обратат нели доколку најдат на проблем токму кај вас. Така, значи зголемување на свеста на јавноста е секогаш потребно. Тоа е една од задачите на агенцијата, една од нашите стратешки цели во новата стратегија. Агенцијата редовно врши обуки на сите заинтересирани представници од институции, од здравствени установи и така натаму. Овие обуки се сушност утврдени со нашиот закон. Понатаму за зголемување на таа јавна свест и култура на приватност и заштитата на личните податоци, ние исто така правиме настани, организираме работилници на територијата на цела држава, почнувајќи од основни, средни училишта и така натаму. Значи, освен обуките и настаните, ние имаме на нашата веб страница многу материјал, информативен материјал за граѓаните како се запознаат со своите права во однос на податоците. Значи, сите податоци, меѓу кои што здравствените што спаѓаат во, како што кажав, чувствителни лични податоци. Сите тие информативни материјали им помагаат на граѓаните да видат кои се нивните права, како да ги остварат и доколку има повреда, каде да пријават. И секако информативните материјали се и за контролорите, односно за институциите или здравствените установи, како да се усогласат со прописите за заштита на лични податоци. Емилија, благодарам за одговорите на сите прашања. Се надевам дека сите овие податоци ќе бидат корисни за нашите гледачи. Благодарам.
Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со Емилија Гиновска од Агенцијата за заштита на лични податоци. Разговаравме за постојната дигитализација, дали е доволна или потребни се и измени во законите со цел граѓаните да бидат позаштитени во однос на личните податоци кои што се пласираат во здравствениот систем, а исто така колку е потребна едукација на граѓаните. Од она што разговаравме, треба навистина многу да се внимава, а и граѓаните да бидат поинформирани за тоа како и каде можат да го решат проблемот доколку нивните права бидат незаштитени. Да, или повредени. Благодарам Симона за информациите и линковското вклучување заедно со нас Атанас Аврамов од Сдруженијето Заедно посилни. Ја спомнавме иницијативата за законски измени. Што треба да содржат тие и ќе го решат ли проблемот? Ајде така да го формулираме. Значи, во однос на пристапот, потребна е измена на подзаконскиот акт, односно на правилникот за пристап, меѓутоа, како продукт на консултативниот состанок кој што го организиравме, кој што Емилија го спомна, ние детектиравме и многу други предизвици кои што ни остануваат во здравствениот систем во однос на податоците. Тоа е воедначување на податоците од јавно здравствените установи и приватните. Во моментов приватните немаат пристап до јавно здравствените установи и обратно, така што пациентот доколку се лекувал во приватна установа, кога ќе дојде во јавна здравствена установа, тоа е комплетно како нов пациент и не се знае ниту историја, ниту претходни диагнози, што е проблем. И другото е тоа што дигитализацијата на здравството би помогнала многу во заштитата на лични податоци. Зошто? Заради тоа што управата веќе има воспоставено систем каде што може да се види кој здравствен работник, кога и за која цел влегол во досието на пациентот. Законските измени дозволуваат да се предвидат различни нивоа на пристап до здравствените податоци. Така што мислам дека со измените на правилникот би биле доволно да се реши овој предизвик, односно да се обработуваат податоци повеќе од тоа што е потребно. Кога треба да бидат финализирани законските измени? И себе ова за што говориме да го имаме во пракса? Па нема конкретен рок, заради тоа што колку што знам во моментов оние рокови за измени на закони се ако се дел од реформската агенда на владата. Тука не станува збор за таков случај, но ние би сакале тоа што е можно побрзо да се направи. Споменавте нема рок, тоа значи дека ќе е потребно, како впрочем и за се известно време. Дали во меѓувреме е добра опција, на пример, едукацијата на здравствените работници во контекст на етичкиот пристап до приватноста? Апсолутно, тоа е потребно без оглед на тоа дали и кога ќе се направат измените, заради тоа што ќе повторам, измените ќе го регулираат системот. Меѓутоа свесноста, еве да посочам, дури и да лекарот има пристап до информација која што му е важна, која што би можело потенцијално да биде стигматизирачка диагноза. Еве, на пример, ќе земам за пример извршен прекин на бременост. Доколку здравствениот работник не е свесен за законската обврска да ги чуви доверливи податоците на пациентите, бадила е регулирањето на системот. Така што тие две работи, законските измени и обуките треба да идат паралелно едно со друго. И за да заокружиме, голем дел од граѓаните кои што не гледаат во моментов, фала му на Бога, нели како велат, не се доведени во ситуација да биде засегната нивната приватност, ниту повредено правото на приватност, но имаме број на граѓани извесен кои што го чувствуваат тоа на своја кожа. Па за да завршиме и така, зошто е важно секој од нас поединечно кога ќе појде на лекар да се чувствува безбеден од аспект на личните податоци? Тоа е заради тоа што довербата во здравствениот систем е многу важна. А довербата, знаете како, ако граѓаните немаат доверба во здравствениот систем, тоа резултира со одбегнување на користење на здравствени услуги, што резултира со неповолна општа здравствена состојба на населението. Така што заштитата на медицинските податоци и почитување на правата на пациентите ќе продуцира еден линк на доверба помеѓу здравствениот работник и пациентот, кој што ќе овозможи дури и податокот да не е видлив во самото досие,
пациентот да чувствува таква доверба на здравствениот работник, сите диагнози да му ги споделе, ако знае дека тие диагнози ќе останат во ординацијата каде што се искажани. Следиме, ќе дискутираме и ќе анализираме за темпото на реализација и носење на законските измени и бенефитите од истиот во периодот кој што следува. Апсолутно. Благодарам за Се благодарам. гостувањето.